Благодарам, почитуван председателе, почитуван министер, колеги пратеници. Како поранешен заменик директор на Државниот испитен центар, сметам дека имам обврска да го дадам своето мислење по однос на овој предлог закон. Предлог законот за обука и испит на директори на основните училишта, средните училишта, ученички домови и отворени граѓански универзитети, кој што денеска е пред нас на дневен ред, го оценам како исклучително позитивен закон. Имено обуката и испитот за директори, кој е во надлежност на Државниот испитен центар, се спроведува веќе со години, но констатирана беше потребата од зајакнување на критериумите и подигање на стандардите и на процедурите и самата обука и испит. Со промена на начинот на обучување, зајакнување на критериумите за полагање, воведувањето на нови стандарди, транспарентноста на испитот, очекувам значително подобрување на работата на директорите. Ценам дека ќе се добие квалитетен менаџерски кадар и во училиштата, и во ученичките домови, и во граѓанските универзитети за доживотно учење. Во честата комуникација што ја имам со овој кадар, ќе кажам и тоа дека и директорите, самите директори ја почувствуваа потребата од измена во обуката и во испитот. Во таа смисла, а со цел квалитетно управување со овој закон, се регулира основна и напредна обука на кандидатите за директори, со која тие ќе ги стекнат потребните професионални квалификации и компетенции за успешно организирање и раководење на воспитно-образовната работа во училиштата. Испитот пак се спроведува заради проверка на стручната оспособеност на кандидатите за директори. Со полагање на испитот се добива лиценца. Позитивна новина која овој предлог закон ја воведува е одземањето на лиценца, што сметам дека ќе придонесе кон уште поголем квалитет во менаџерскиот кадар во училиштата. Почитувани колеги, она што особено сакам да го истакнам како позитивен ефект од овој предлог закон е напредната обука. Оваа новина значи дека се обврзуваат директорите задолжително да посетуваат напредна обука за континуирано професионално усовршување од најмалку 4 семинарски денови со вкупно време траење од најмалку 32 часа во текот на една година. Воспротивно го исполнува условот за одземање на лиценцата. На овој начин дополнително ќе се мотивираат директорите за нивно постојано усовршување, следење на законската регулатива и се што е поврзано со квалитетно управување со училиштата. Образованието е динамичен процес и училиштата мора да бидат раководени од квалитетен менаџерски кадар. Да се грижи за училишната клима, за воспитно-образовниот процес, вработените, да воспостави добра релација со локалната самоуправа и бизнис заедницата, да ги подобрува условите како просторно-технички, така и човечки ресурси, да спроведува јавни набавки, домакински да се грижи за имотот, да раководи со стручните служби, да воспостави комуникации со родителите и слично. Сите овие обврски ќе може успешно да ги спроведе ако ја следи обуката спроведена од Државниот испитен центар. Оваа обука е базирана на програма која што ја пропишува министерот за образование на предлог на Државниот испитен центар и истата е составена од 6 модули во време траење од 192 часа. 6 модули се насловени како примена на ИКТ при менаџирање на образованието, теорија на организација, луѓето во организацијата, директорот како педагошки раководител, законодавство и финансии. Самата обука пак е осмислена на следниот начин. Непосредната обука, која трае 18 часа по модул, распоредена во 12 сесии по 90 минути.
индивидуална работа во време трајање од 10 часа по модул и презентација на семинарски трудови на кандидатите. Испитот за директори се состои од 3 дела, и тоа практична проверка на компјутерски вештини, проверка на способноста за примена на теоретски знаења и презентација и одбрана на завршниот семинарски труд. Испитот се смета за положен ако се полагаат сите 3 дела. Законот предвидува сите делови да се полагаат во просториите на Државниот испитен центар, истиот да се снима и да се емитува во живо. Обезбедувањето на јавноста, односно снимање на самиот испит, сметам дека представува еден транспарентен начин на полагање, со кој ќе бидат исклучени сите предпоставки околу објективноста на спроведување на испитот и ќе ги анулира тврдењата на одредени поединци и групи дека овој испит е само формалност и дека не треба многу труд и ангажман за да се добија лиценца за директор. Првиот дел од испитот се состои од тест со 3 задачи од електронскиот систем во врска со практичната примена на софтверските програми и апликации што се користат во образованието и тест со 3 задачи од електронскиот систем во врска со практичната примена на апликации за канцелариско работење. Воведувањето на овој дел од испитот го поздравувам и го поддржувам. Се предвидува во електронскиот систем да има најмалку 50 задачи и истиот е програмиран да не дозволи постоење на идентичен тест за првиот дел од испитот. Ценам дека начинот на полагање на испитот е доста добро осмислен и мислам дека ќе има позитивни ефекти. Впрочем, и капацитетот на вработените во Државниот испитен центар, нивната стручност и компетентност се гаранција за заокружување на овој процес успешно и професионално. Сметам дека пред нас имаме исклучително добар закон кој ќе придонесе кон зајакнување на квалитетот на образованието во сферата на управување со училиштата. Длабоко сум убедена дека Државниот испитен центар оваа надлежност која што не е новина во нивната работа ќе ја спроведува максимално посветено и одговорно. Ќе гласам за усвојување на овој предлог закон, затоа што ја препознавам идејата на владата и на Министерството за образование да ги зајакне капацитетите и критериумите за избор на директор во образовните установи, што представува само еден сегмент, само еден дел од мозаикот на образовниот систем во Република Македонија. Ви благодарам.